Добро вечер, вести на Канал 5. Казна затвор од 12 години му одреди судот на Васил Јованов за прегазувањето на Фросина Кулакова во јануари годинава на булеварот Партизански одреди. Семејството на Фросина казната ја нарече срамна и за утре најави нов протест. Одбраната пак казната ја оцени како превисока и најави можност за жалба пред второстепениот суд. Деталите од Михајло Видимлиски. 12 години затвор доби Васил Јованов за сообраќајката на Партизанска во која смртно ја прегази 22 годишната Фросина Кулакова од Неготино. Предвидената казна за делото е од 4 до 20 години, а судијката Снежана Марковска, образложувајќи ја својата одлука да одреди 12 години, кажа дека судот како леснителна околност го зема признанието на претходното рочиште, како и тоа дека е млад имал чувство на вина и покажал жал, изразил сочувство и се извинил. Пресудата и казната Јованов ги слушна со наведната глава, семејството Кулакови ни солзи, а таткото на Фросина веднаш ја напушти судницата. Судот, обвинетиот, го осудува на казна затвор во траење од 12 години. На обвинетиот Васил Јованов од Скопје му се изрекува и казна забрана на управување со моторно возило од Б категорија во траење од 5 години. Судот која опфаќа забрана за издавање на возачка дозвола сметано од денот на правосилноста на пресудата. Семејството и најблиските на Фросина кои бараа максимална казна се незадоволни. Нејзината сестра Росица во објава на социјалните мрежи пресудата ја нарече срамна и триумф на праксата на неказнивост и повика на протест пред Универзална за утре во 17 часот. На протести повика и таткото на Фросина. 12 годишна казна е награда за вакво најбрутално можно убиство во сообраќајот. Награда. При тоа, ако го обвинувам судот, ќе го кажам што прв печаток ми влеа кога влегов. Родителите на Васо беа тотално релаксирани. Дали они ја знаеа казната? За разлика од претходното рочиште која беа просто вкочанети. За одбраната на Васил Јованов пак казната е превисока со оглед на судската пракса во слични случаи и најави жалба пред апелација. Единствено задоволни се од обвинителството, но и тие не ја исклучуваат можноста да поднесат жалба за висината на казната. Иста ваква сообраќајна незгода в 2019 година на истото тоа место, на истиот пешачки премин, само од другата страна е завршена правосилно со 3,5 години. Сетете се на предметот во Велес. Има еден прекршок повеќе од Васил. Сметам дека судот не ценеше во доволна мера искреното каење и личноста на сторител. Казната е превисока. Нема простор ниту за славје, ниту за разочараност. Во поглед на тоа само признание, мислам дека придонесе и ефикасната и брза истрага. Денешниот ден за обвинителството е поголема победа, затоа што беше изрешена казна затвор, која што во историјата на овој суд за ова кривично дело и кога станува збор за една почината, една жртва, не била досега изречена. Денешната пресуда е втора за Васил Јованов, а до правосилност на пресудата тој останува во притвор. Нему претходно апелација му ја преиначи казната за поседување и продавање на дрога и го осуди на 3 години и 10 месеци затвор. Но оваа пресуда Врховниот суд минатата недела ја укина и ја врати на повторно одлучување. Судење го чека и таткото на Васил Зоран Јованов, против кого е поднесено обвинение за предизвикување општа опасност, бидејќи повеќе од 2 години му го давал автомобилот на Васил, иако немал возачка дозвола и бил повеќе кратен сторител на сообраќајни прекршоци и кривично дело. Продолжуваме со политика. Нема да има реконструкција, туку само смена на министри, информираат од владата, по одлуката на крилото на Алијанса за албанците, предводено од Арбен Таравари, да ја напушти власта. Алијанса за албанците во владата има 2 министерски места. За здравство, кое го предводи Таравари, вице-премиерско и министерско место за добро владење, на кое сега е Арбен Фетај. Но останува неизвестно дали тој ќе остане лојален на Таравари или ќе се приклучи на Вреди и ќе остане министер. Дополнително, според информациите од владата, нема да се случи ниту најавената последна средба на Таравари со премиерот Мицкоцки.
А пратеникот од крилото на Таравари во вечерашното издание на Самовистина порача дека е уверен дека сите 5 пратеници на Алијанса за албанците ќе останат верни на Таравари, но вели дека не планираат да иницираат формирање на посебна пратеничка група. Консензуална одлука. Централно собрание на партијата го авторизираше председателството на партијата, значи тоа е и под дозвола на Централно собрание на партијата. Донесена одлука да продолжиме опозиционо. Јас со уверување кажувам, моето уверување дека 5 пратеници се унифицирани без оглед на индивидуалните мислења на секој пратеник посебно, ние ќе ја почитуваме колективната одлука на органите на партијата. А пред малку стигна соопштение од ВМРО-ДПМН, оттаму велат. Извршниот комитет го овласти председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски да предложи нови кадровски решенија на позициите што досега и припаѓаа на Алијансата за албанците, по одлуката на Армен Таравари да ја напушти владината коалиција. Овој чекор на Таравари беше оценето дека представува уште еден доказ дека групата на заштитници на криминалот и корупцијата добива нови редови. Уште една маска падна. Уште една илузија беше разоткриена. Велат меѓу другото од ВМРО-ДПМН. Порачниот шеф на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации во Њујорк Љубомир Фрчковски заедно со уште 3 лица доби кривична пријава за злоупотреба на службената положба и овластување. Според Фрчковски, пријавата била со цел да се изврши притисок врз него. Повеќе од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. По ревизијата на работата на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации во Њујорк, МВР поднесе кривична пријава против поранишниот амбасадор Љубомир Фрчковски, како и уште 3 други лица, поради сомнеж дека причиниле штета на државниот буџет во вкупен износ од 116.500 американски долари. Според пријавата, Фрчковски ја злоупотребил службената положба во периодот од 2022 до 2024 година, со тоа што не ги прифрлил сите 4 милиони долари од продажбата на објектот на СФРЈ, туку спротивно на инструкцијата од Министерството за надворешни работи и на мислењето од Министерството за финансии. Одлучил да задржи околу 58.000 американски долари на сметката на мисијата. Истиот, иако бил должен, паричните средства не ги уплатил на сметка на буџетот на Република Македонија и истите незаконски и ненаменски ги потрошил, се вели во кривичната пријава. На сметка на буџетот на Република Северна Македонија уплатил парични средства во износ од 3.940.000 американски долари, односно преостанатите парични средства на сметката на постојаната мисија на Република Северна Македонија во Њујорк во износ од 58.721 американски долари од продажбата на сукцесискиот имот не ги уплатил на сметка на буџетот на Република Северна Македонија. Овие средства незаконски и ненаменски ги потрошил и постапил спротивно на правилникот и финансиско и материјално работење. Кривичната пријава Фрчковски ја оценува како срамен притисок врз критичарите на власта и тврди дека сите трошења биле во согласност со неговите законски овластувања. Наводите за парите добиени од сукцесијата ги смета за манипулација, бидејќи финансиските служби на Њујорк инсистирале да останат средства од продажбата на сметката како гаранција за наплатен данок, па и да сакал не можел да постапи по инструкциите од финансии и МНР. Така нареченото трошење пари за репрезентација и се добива впечаток дека амбасадорот трошел пари по ручкови и по вечери, но не се работи за тоа. Пречекорувањето кај репрезентација се работи за организирање на најголемата прослава во таа година во дипломатската мрежа на МНР. Тоа е 30 години од членството на Македонија во ЮН. Владина делегација од 14 луѓе беше тамо дојдена и сега МНР прати слики да се објават, се направи изложба зашто не платија ни динар. Мисијата требаше се снаоѓа како тоа да го организира. Фрчковски беше вратен од Њујорк веднаш по промената на власта, поради сомнежите за злоупотреби, кои ги добил министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Дали се тие основани, сега ќе одлучува јавното обвинителство.
Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.